Каде одиш, Хазиран? Брзо си мнесе. Ајде, вози, одиме. Нели нема веќе ние? Секако нема. Јас се трудам да го заштитам мојот хотел, острово да го заштитам, нема врска со тебе. Добро, тогаш стави го појасот. Го ставам. Значи, тука се сместил господин Тојгун. Дојди ваму. Извини. Ете навика. Тука ли е Тојгун? Господин Тојгун, да не мислиш. Тука или не? Јас сум поранешна работничка на господин Тојгун од Кога да фирмата. најавам? Хазиран, колку убаво изненадување. А ти мора да си Појрас. Момчето заради кое Хазиран ја напушти фирмата. Ти мислиш да го купиш островот? Ќе го купевме, нели Хазиран? Почнавме. Потоа имаше едно мало неверство и остана работата недовршена. Некој не изневери. Абе, остави го сега минатото. Јас со тебе зборувам. За среќа сам можам да ја завршам работата. Веќе не ми е потребна работничка како Абе, Хазиран. слушај ваму, зборувај уштиво. Полека, Тргни ја раката, бе. Другари. А многу емотивно се однесувате. Гледајте околу вас, светот се врти, се менува. А вие уште зборувате со стари реченици. Не можете да бидете толку лош, немојте, ве молам. Хазиран, откако ти си замина, некои работи се сменија кај нас. Веќе трчаме по поголеми проекти. Не само една мала фабрика, туку сакаме да изградиме голем остров. Нека се живи и здрави газдите, добро ме чуваат. Мала мерка за предпазливост за пречки како вас. А и не се толку мали, нели? Ти биди предпазлив колку сакаш. Тие пречки ќе бидат твојот крај. Прво островот ќе го земам од тебе, после фабриката. Ме слушаш ли? Подобро побрзај малку, бидејќи наскоро почнуваме со рушење. Абе, нема да ја допреш фабриката. Појрас. Нема ни камен да мрднеш од таа фабрика. Ова е само почетокот. Ќе ви го земам и хотелот. Абе, јас Појрас. Полека реков, ало. Еј, Појрас. ајде. Појрас. Ајде. Ајде. Хазиран, добра ли си? Појрас, во ред, доста веќе, ајдете, молам, ајде. Ворет. Тргнете ме ги овие. Абе, слушај ваму. Уште не завршив со тебе. Не слушаш? Фати се за мене. Ајде. Многу ли те боли? Малку. Ворет. Ке можеш да одиш? Дојди. Ворет, ке помине. Ке помине, Ворет. Нели ти реков да не доаѓаш? И навистина ти зошто дојде? Секогаш истото го правиш. А што да правев, да те оставев Секако сам? ќе ме оставиш сам. Слушај ме барем еднаш, слушај ме. Погледни се. Јас се чувствувам како јас да те вплеткав во неволја со тој човек. Уште се чувствувам виновна, секако дека ќе дојдам. Не мрдај. Не можам сама, Појрас. Чекај. Појрас, Не мрдај, ќе завршам за 2 минути. Застани. ке боли. Во ред, помина. Боли. За 2 дена ќе помине болката. Болката останува. Не поминува. Сега ќе ставаме фластер на раната. Брзо ќе помине. Само не се става фластер на секоја рана. Некои рани остануваат отворени. Само крварат.
Каде одиш? Хазиран, каде одиш? Изгледа тежок ви бил денот. Така е. Се извинувам. Не ми текнува дали ве познавам или не. Малку сум збунета сега. Не се познаваме, ама може да се запознаеме. И сега кој е тој човек? Кажи ми уште еднаш. Значи тие луѓе се од Истанбул, во ред дошле овде да инвестираат, нели? Ја знаеш фабриката на поира за маслиново масло? На нив ми ја продадовме. Да човекот му треба асистентка за еден ден и мене ми текне на тебе. Мислам, ќе ти дадат добра пара. Нема сега 5000, ама ќе си земеш малку некои парички. Добро тогаш. Ајде да видиме. Ајде. Поздрав. Поздрав. Здраво, господине Тојгун. Нели ми рековте да најдам човек за работа за еден ден и еве донесов другарка ми Бирчик, значи таа е скроена за вакви работи, па реков да ве запознавам. Еден ден канцелариска работа. Ќе напишеш мејл, ќе одговориш на повиците и ќе средиш некои документи. Ќе можеш? Имаш ли искуство? Јас никогаш порано не сум работела, ама сум ги видела асистентките на татко ми. Ке можам. Знаеш ли некој странски јазик? Да, знам германски и англиски. Имам и диплома од факултет. Ке може, да, ке може. Способна е, значи таа е многу способна. Таа е Бриджик е број еден. Нели само еден ден? Да. Ја нека си одам утре вечер. Наутро имам неколку обврски. Само за денес. Добро, тогаш да зборуваме малку и за пари, значи јас другарка ми или Ќе ја дадам колку што изследува, не грижи се. 5000 лири. Во ред. Тогаш, господине Тојгун, ако дозволите, ќе може малку да разговараме со нас, меѓу нас. Ви благодарам. А ако не ти се допаѓа, слободно кажи ми, ќе одиме на друго место. Па, јас немам друг избор, Садик. Што знам, не изгледа како тешка работа, мислам дека е лесна. И онака е само еден ден. Ке средам, не е проблем. Добро, тогаш, ајде. Господине Тојгун, ние разговаравме малку. Се договоривме. Убаво. Дојди вамо. Благодарам. Нема нешто. Господине Тојгун, со лесно нека вие, ама мојата провизија... Ибрахим. Ибрахим. Здраво, Ибрахим. Како си? Добре. Ете, како што гледате, животот ми е многу комплициран. А уште почудно е што сето ова го кажувам на непознат човек. Ве молам. Простете ми, главата ви ја пукнав со моите проблеми. Не, зашто така зборуваш? Значи ти додеало, може би понекогаш непознат човек е подобар од познат. Мојот ортак ми го отежнува животот.
Всушност, јас на времето му го отежнав животот. И онака се што се случува сега е поради тоа. Неволјата што ја направив тогаш дојде и не најде. Може би сега не е време за конфликт. Сега е време да се најдат решенија. Изгледа во право сте. Јас ке бидам решението. Јас ја донесов оваа неволја и јас ке ја завршам. Многу ви благодарам. Вие имате многу смирувачка енергија, знаете? Ќе бидам на островот уште некое време. Ако се сретнеме, би сакала да те слушнам. Ви благодарам. Да станам веќе. Во меѓувреме, јас сум Хазиран. Јас Ајше. Мило ми е. И мене Хазиран. Ке се видиме. До гледање. Појраз? Сине. Во ред. Го испратив мејлот. Го преведов и на германски. Дали има нешто друго за мене? Донеси да видам. Секако. Повелете. Со љубов. На крајот на мејлот напиша со љубов. Мејлот беше многу здодевен и реков да внесам малку топлина. Ова се договори од милиони долари. Да напишеше и ве бакнувам. Јас ке напишев со почит, ама така ми дојде, се извинувам. Добро, не се. Ајде оди направи ми едно кафе. Кафе? Јас ли ке го правам кафето? Ако сакаш јас да направам, повели седни. Не, секако дека јас ке го направам. Ало? Да, молам. Здраво. Планот е кај нас. Тука ќе се најдеме и со инвеститорите и ќе подпишеме. Работата е готова. Крлангич Адаси ќе биде прекрасен туристички центар. Објекти кои ги нема ниту во Европа. Се разбира, пријатно. Ѓохан, земи ги проектите и качи ги горе во мојата соба. Не ми се верува, бе. Човекот е газдата на Хазиран.
Како влезе во мојата куќа? Со кој образ доаѓаш овде? Ти правам се ако станува збор за син ми, знаеш. Дали правеше се за син ти, кога 2 пати го напушти и го остави да гние во затвор? Приказната не е таква како што ја кажуваш ти, мајка Алие. Јас и ти го знаеме тоа. Види, не му се доближувај на Појрас, инаку на вистина ќе стане убиец. Ми вети дека добро ќе го чуваш. Парите не се проблем, го решивме тоа. Ама син ми не бил среќен, го криеше тоа од мене. Ние тука сме среќни без тебе, се ќе средиме со мојот внук. Ништо не сакаме од тебе, не ни требаш. Нема веќе да ме разделиш од мојот син. Види, последен пат те опоменувам. Стој подалеку од Појрас. И ако си влечела некого по тебе како тогаш, Нема никој со мене. Ајтен умре. Од сега Ајше ја има. Сите така знаат. Тој човек е болен. Не може да стане од кревет. нека цркне. Го уништивте животот на внук ми. Јас се што направив беше да не настрада син ми. Заминав одовде за да не се плетка со тој човек. И ти тоа го знаеш, господјо Алие. Ако на вистина сакаш да му помогнеш на Појрас, нема да се појавиш пред Многу е него. доцна. Кога ќе дојде време, ќе се појавам пред него и ти ништо нема да ми можеш. Да видиме, со кого ќе биде Појрас кога ќе ја дозне вистината? Со мене или со тебе? Каде се задржа? Цел час чекам кафе. Ова... Не знам каде стојат работите, затоа ми требаше малку време. А и не сум многу добра во овие работи. Како не си добра? Не знаеш да работиш, барем знај да направиш кафе. Ајде, ќе напишеме нов мејл. Бато, дојде девојката што правеше проблеми утрово, што да правам? Секако, се кае. Нека влезе. Што е? Сакаш да се извиниш? Ве молам, господине Тојгун, ве молам, откажете се од островот. Ке направам се што ќе кажете, ако сакате, островот ќе го напуштам или цел живот бесплатно ќе ви работам во фирмата. Ама ве молам, откажете се од островот и од овие луѓе. Нека биде секако што беше. Нека биде како што беше пред да дојдам јас и пред да уништам се, ве молам. Видете, јас можам да ви најдам многу други места на кои можете да изградите големи хотели без да им наштетите на луѓето, ве молам. Откажете се од местово. Оставете ги на мир овдешните луѓе. Овие луѓе се вака среќни, ве молам. Браво! Честитки! Очите ми се на солзија. Хазиран, многу ли гледаш филмови на овој остров? Така е кога се оддалечуваш од твојот сектор. Мене ти веќе не си ми од корист. Ти си никој и ништо за мене и за фирмата. Нема што да се прави. Ибрахим, Нема потреба, сама ке одам. и кажи му на другар ти да не се замислува нешто. Вие сте ситна риба. Ке ги видиш ти ситните риби. Не викај, дојди. Биричик, што бараш ти овде? Јас, многу долга приказна. Мене Садик ме донесе овде. Не се, после ќе ти кажам за тоа. Сега имаме друг проблем. Хазиран, јас сега дознав дека овој човек е тој за кој зборуваше, ти не знаев. После се мислев како да избегам и ти се појави. Добро е што дојде. Човеков ќе прави страшни работи на островот. Знам. Значи треба да го спречиме. Затоа и дојдов. Утрово бевме, разговаравме, но не избрка. Јас пак дојдов, но пак ме избрка. Не знам веќе што да направам. Хазиран бе, секој ден ми недостасуваше. Го знаеш тоа?
Доживеав многу работи, многу имав потреба се да ти раскажам. Многу се загрешив и за тебе. Си раскинела со Појраз. Дали тагуваш, дали плачеш. Реков сигурно престанала и да јаде. Затоа што ти кога си тажна немаш апетит. Потоа си реков, што ако замине? Што ќе правам без неа? Навистина многу се каам, Хазиран. И јас, Бириджик. И јас многу лошо се чувствував. Бев толку самена што мислев дека немам никого на овој свет. Јас доаѓав кај тебе, но ти ме игнорираше, ете. Дојди пак, нема да те игнорирам, ти ветувам, се колмам. Ете, почнав и со јога, вака се просветлувам, Бога ми. Многу се извинувам. Единствена другарке моја, многу се извинувам. И јас се извинувам, Бириджик моја. Се извинувам, душо моја. Ама види, од сега нема лутење, нервирање и карање. Договорено, ветуваш? Ветувам, најдобра другарка моја. Доаѓа некој. Хазиран. Аха. Взаемна поддршка. Многу емотивно. Значи, вие се познавате и сте против мене. Не можела да излезе, а јас си го покажував излезот. Тогаш и ти излези заедно со другарка ти. Не сакам дома кртици. Губете се од мојата куќа. Ибрахим. Дојди, Бириджик. Ги обожувам црните камења. Погледни. Та там, како е? Зейнеп? Нели еднаш бевме на циркус, си станал како коловнот таму. Ке ти ја искубам косата жими мајка. Вештерке една. А и онака јас ке победам, не грижете се, лажни креаторки едни. Може да се случи нешто неочекувано, само да ви кажам. Пак ќе видиш, не грижи се, не грижете се. Само уште нешто. Третото место се знае, а кој од вас е на второ место? Ти секако. Кој последен се смее, најсладко се смее, господју Зейнеп. Дај ми го тоа. Што правиш, Ѓуркем? Јас прв го видов, ќе ми го дадеш. Се однесуваш како дете, дај го вамо. Вие? Ќе купам подарок за син ми. Го везев кога бев бремена. Многу е убаво. Многу убаво е везено. Ама јас како да ве познавам од некаде? Материјалот за ништо не чини. Ама не успеав да најдам друго нешто. Нели има надпревар, ете се спремам. Ова моево е само глупирање, што да правам? Набори. Модел со набори, убаво ќе го изрази материјалот. Да, набори. Пријатно. Кој е ова? Не знам. Селма? Не знам, Дадо, не ме прашувај, ништо не знам. Знам јас што значи не знам, не ме прашува. Ете, знаеш, која беше таа жена со шеширот, зборувај одма. Ми заличи на Ајтен, ама дај Боже да Кој не е Ајтен? таа. Може да се случи нешто неочекувано. Не, душо. Не, душо, таа не е Ајтен. Како може да се осмели да дојде овде? Што знам? Девојки, Лодос во овој миг е на островот. Ви се верували? Споделил фотографија со кафе, гледај. Кафе пие. Овој ли е? Не, па не. Па што гледаш, гледај. Да одиме да видиме на таа страна Крлагич, таму, да си. Да одиме. Дојди. Да го киднапираме човекот да го киднапираме. Што да правиме да го киднапираме човекот? Ај жити господ, не трескај глупости. Не трескај глупости, тере. А вие кога станавте символ за добрина? Мелиса, ова е наш проблем на сите нас, свесна си? Ти само што дојде, од каде знаеш? Јас си кажав, освен тоа, ако јас сум ортак на хотелот, тогаш и таа е ортак на хотелот. Не сум. Јас не сум ортак на хотелот. Зошто ве така? Хазиран, каде беше ти? Еве дојдов.
Ние со Бириџик имаме еден план. Ама за него треба сите да се здружиме. Значи да прогласиме примирие, барем додека го спасиме островот, сите скарани, ке се смират, нема да прават проблеми. Дали прифаќате сите? Прифаќам. Секако се согласувам. Прифаќам. Јас и онака ве сакам. Мене ми одговара, освен тоа никој не смее да го земе мојот хотел, разбирате? И јас прифаќам. И јас прифаќам. Вечер тајно ќе влеземе во куќата на Тојгун. Затоа ми треба помош од сите вас. Како ќе влеземе? Да. Ова е проблем на сите нас и сите заедно ќе го решиме проблемот. Не, тоа може да биде опасно. Опасноста важи за сите нас, така? Има некој против? Каков е планот? Ете така оди тоа човекот немал среќа, тоа е. Како да ви помогнам? Здраво, ние дојдовме да му посакаме добри ден на господин Тојгун. Кој сте вие? Јас сум Бату Немранли. Госпоѓата е моја сопруга жена ми е. Жена моја е. Да, јас сум Идил, ќерка на господин Љубов Латев. моја бе. Почекајте секунда. Да. Го гледаш ли тој однос? Ама ќе се кае, да знаеш. Не се наоѓа лесно еден Бату Немранли, нема. Има малку врати во светот што не можам да ги отворам. Тивко малку и онака сум напната. Сигурно ќе се извини, ќе видиш. Господин Тојгун не прима гости во ова време. Во ред, јас не сакав да ви кажам, ама изгледа нема што да се прави. Јас сум син на Дженап Немранли. Тој ми е татко мен. Ако сакате, пренесете му на господин Тојгун да видиме дали овој пат ќе прима гости или нема. Штета, не знае ни тој. Не знае. Го користевме името на татко ми, не е во ред, ама ако и тој е Немранли, нели? Бату, доста! Не треба извинување, не е важно. Господин Тојгун не познава човек по име Дженап Немранли. Господине, изгледа не ме разбравте кога ви кажав на почетокот. Јас сум ќерка на градоначалникот Латиф Саглам. Ако сакате да не чекаме повеќе овде, да влеземе внатре. Ако ме фатат, отиде кариерата. Садик, потивко бе човек. Каде ја најдов таа работа на Бирџик, да знаев каква е работата, за да би ја најдев. Како можев да ја најдам таа работа? Садик, во рете, смири се, диши длабоко, во рете. Чекај. Мелиса, влегува внатре. Добро. Влегле внатре. Каде се осигурачите за струја? Здраво, Значи ти си ќерката на градоначалникот. а јас сум Миломие. Таа ми е сопруга, господја Идил. Јас сум син на Дженап Немранли, Миломие. Слушнав многу баби работи за господинот Латиф. Повелете, влезете внатре. Ви благодарам. Мило ни е што не примивте. Дојди. Сигурна си дека се тука? Секако дека не сум, ама мора да е тука некаде. Значи во куќи како овие секогаш се надвор ставени. Мелиса.
Уште ова ни фалеше. Во ред, чекај, смири се. Оди забавувај ги малку. Јас? Да, ти. Каква врска има? Оди, Мелиса. Лигави се, направи нешто, умилкувај се. Да се лигавам, што да правам? Оди. Друго нешто, волја, тоа е. Абе, нема што друго. Само така. Што прави ова овде, бе? Здраво, момци. Господа. Ова јас си изгубив. Не го знам местово. Ке може да ми помогнете? Што бараш ти овде, бе, не шете тука приватен имот е? Како тоа приватен? Колку е приватен овој имот? Татко ми сака да инвестира овде. Мислам, треба да се запознаете. Мислам дека ќе имате и корист од него, да. Не, добро, така. Ние сум тука со мојата сопруга, понекогаш ние здодевно ноќно време, па одиме на прошетки со сопругата, знаете. Што знам како да ви кажам, играме гелато, таков е островскиот живот, знаете. Таков е, знаете, мислам, што да се прави, многу мирно место е. Мирно е многу, значи не е како Меджидие Ќој, нели е така, душа? Не, да. Да. Хазира, тука е отворено, дојди да влеземе. Јас ќе ти помогнам. Не, сама ќе се качам. Не можеш сама. Можам? Хазира, не можеш. Можам. Не можеш. Не можам. Да им јавиме. Влеговме внатре, одиме на горниот кат. Човекот да не мрдне од место. Дојди. Држите малку. Океј, ќе го држиме. Молам? Молам? Зборувавме за ресторанот во Париз. Да, точно. Дали сте се качили на горниот кат на ресторанот, мислам, таму? Тој е еднокатен. Точно, да. Затоа и ние никогаш не се качивме на горниот. Нели? Добра фора. И да пукне. Ама смешно беше сега. Дај петка, ајде да пукне, ајде. Бату душо. Може би господинот не сака толку блискост, нели, љубов моја? Љубов моја, сум ти љубов? Многу е заљубен во мене, затоа секогаш се чуди кога му велам љубов се моја. Чудам. Идел душо, поздрави го многу господинот Латив. За жал вечерва има многу работа. Ако дозволите ќе поработам малку. Другарите нека ви испратат. Ама и ти колку си бил киселкаст човек, и зарем да не правиме муабет сега, а? Нели е така, мислам. Како прво, многу е досадно тука на островот. Да. Раскажи ни за Истанбул, ајде, како е во Истанбул? Тука е досадно многу. Јас никогаш не сум била, не знам. Раскажете малку. Сестро, не се мачи многу, јас не паѓам на тие финти, ајде. Фори, значи. А какви се тие фори, а? Не се јавува, Мелиса. Треба да ја исклуча струјата, да нема некако проблем внатре. Што се случи? Јави се. Бара ја Бирџик. Да не се случи нешто? Кажи. Каде е Мелиса?
Не читате пораки во групата, треба да исклучите струјата. Се качи ја горе. Затвори. Ама ме нервираш веќе. Момент. Излегов да трчам и се изгубив. Си реков, сигурно вие ќе ми помогнете, нели? Што и правите така на мојата другарка? Ти нели си таа девојката од Сабајле? Не знам. Например, што ќе ми правиш ако сум таа? Мелиса, ти оди срце, а јас да се збогувам со овие згодни момци. А дојдете ни пак некоја вечер. Во ред? Не. Во ред. Тогаш... Буквално не бркате сега. Добра ноќ ли? Многу ви благодарам што не угостивте. Да одиме. Значи ние сега буквално излегуваме од куќава. Ќе дојдете друга вечер. Ќе дојдеме, ама сега си одиме пред врата сме, мислам, само што не излеговме надвор. Вие сами живеете во оваа голема куќа. Ама не се живее сам. Да. Добра ноќ, господине Тојгун. До гледање. Добра ноќ. Добра ноќ. Што се случува? Кој е горе? Добро. Кај го најде ова? Кој е тамо? Оди во купатилото, оди во купатилото. Што се случи? Не избркаа поради овој глупав. Јас што треба да му правам, омајка? Што ќе му правиш? Што? Што нашле? Го нашле. Молчи, не викај. Ке ги фатат. Моето срце, моето мало срце не може веќе да го издржи ова. Диши, добро, смирено, ајде. Добро. Треба веќе да исклуча струјата. Ајде, Мелиса, ајде, Бириджика, ајде, Мелиса. Да ве прашам нешто. Кога ви завршува работното време? Ете, што знам, може би сите четворица ќе одиме на вечера. Ибрахим, што се случува? Што е сега ова? Треба веќе да излезат, треба да излезат. Напиши, нека излезат, напиши. Ајде. Не викај. Јас многу се испотив од стрес, станав жива вода, целиот сум испотен. Осигурачите ли откажа? Што се случи? Ибрахим! Кој век сме? Како може да нема струја? Мелиса! Добра си? Добра. За 2 минути ги заведа луѓето. Јас никако не можев. Гледам, бато, може да се осигурачите како што рече.
Дали излегоа? Не знам, да не се заглавија внатре, што се случи. Тојгун, Гаду, тебе ти зборувам. Бириджик, што правиш? Ке ми ги дадеш парите, Тојгун, ме слушаш ли? Што се случува овде? Гаду еден, Тојгун! Бириджик и Мелиса ли се? Дали ме слушаш? Си ги сакам парите. Излегува. Гаду еден! Парите си ги сакам, разбираш? Сигурно ова го прават за хазирани појраз да добијат во време. Ајде. Гадо, Тојгун нека ми ги даде парите. Мора Гадо да ми ги даде парите, во ред? Пола ден работев овде. Лесно ли да се заработуваат пари во ова време? Бога би нешто се случило. Бога би нешто се случило. Бога би нешто се случило. Земи воздух, диши. Ајде. Боже. Дадичке, ајде. Веќе почнате да претерувате. Бириджик, ајде да одиме. Не. Тојгун! Тој нека дојде. Нека ми ги даде парите, си ги сакам парите. Пола ден работев за него. Разбирате? Парите си ги сакам. Што се случува овде? Пак ти? Да, јас Што дојдов сакаш? пак. Не ми ги даде парите. Сакам пари за пола работно време. Какви пари? Откаде сега тоа? Беше една, станавте две. Нема да ви молчам, нема. Никој не е сам, разбирате? Дајте ми ги парите. Бириджик, ајде да одиме. Ама парите си ги сакам. Дајте ми ги парите. Фала Богу, излегува. Пак ќе ти дојдам да знаеш, си ги сакам парите. Добро, ајде. Браво. Сигурно се караат. И онака никаде ги нема. Види, ние мора да смислиме нешто. Што можеме да правиме? Ало, сандалово дрво и јас сум Бура, како да ви помогнам? За жал, немаме соби, немаме празни соби. Да. Ала, здраво, хотелот Сандалово дрво? Сега се испразни една соба. Веднаш ќе евидентирам на ваше име. Девојка, што правиш? Секако веднаш. Момент да запишам. Во ред. И сега што ќе правиш? Ќе го испразниш локалот? Па мора да го испразнам, немам друг избор. Тоа е тоа. А потоа ќе дојде да работи кај мене. Значи некое време, да. Ти што ќе правиш? На вистина работеше во таа куќа? Значи, видов еден дуќан за бижутерија, сакав да го земам. Поради тоа морав да работам кај него. Работев само пола работно време и требаше да ми плати за пола ден, ама ништо не ми даде. Бириджик, ти си работела за дневница. Дали е можно тебе да ти требаат пари? Не треба. Јас ке средам се. Не се, јас одам на оваа страна. Имајте пријатна вечер. Адреналинот стигна до плафон. Вечер нема спиење. Аман, беше глупава вечер. Така ли? Што правиш? Според тебе? Имам пречувство дека ќе ме бакнеш и пак ќе испекаш во Истанбул да правиш лоши работи. Ти само кажи. Ке се откажам од лошите работи. Нормално дека сум навикнат, ке ми треба време, ама ке пробам. Ние овај порано го направивме. Ама не зборувавме околу тоа. Ти ништо не кажа. Не ги тргај очите. Погледни ме.
Што да кажам? Што гледаш? Што чувствуваш? И дали чувствуваш нешто? Слушаш ли? Може да биде мое. Твоето срце. А моето нека биде твое. И да го скршиш, и да го навредиш твое. Прави што сакаш. Се е твое. Идил! Што правите вие, бе? Ништо не правиме. Што? Не, ништо не правиме, тато. Ништо ли не правите? Уште се подбиваш со мене, така? Не. Смири се малку, Латив, смирено. Ти губи се од овде, бе. Тато? Не се глупирај, Латив. Чичко Латив, Чичко Латив! Абе сега тебе. Пак ли ке ме плашиш со татко ти, бе? Ке ме плашиш со татко ти ли? Не се плашам од татко ти, бе. Губи се од тука, бе. Губи се. Не те сакам ниту во мојот дом, ниту на островов. Оди си. Ма тие се возрастни луѓе, што правиш ти, бе? Јас го примив дома, бе, а тој да ја пакнува керка ми. Добро, а друго? Дали си ти свесен колку години има девојката? Згорана се уште живее со тебе. Ке прави што сака, ке биде со кого сака. Не смеш ти да и се мешаш. Може и да погреши. Мора да биде слободна, нели е така? Зейнеп. Што? Јас знам што се направи ти за да не се мажи керка ти со појраз. Барем ти не ми зборувај за слобода, бе. Каква врска има сега тоа? Слушај, Керко, ти не си виновна за ништо во ред, Идил. Не се грижи за ништо. Зейнеп, види сега и тебе ќе те навредам. Навреди ме, бе, навреди ме. Немој веќе да го крши срцето на девојчето, доста. Во ред, заврши приказната со Бату. Не сакам веќе да го слушам неговото име, не може. Доста е. Ни се качивте врз глава, бе. Оди пред мене. Латив, овој пат навистина се глупираш. Многу се глупираш. Може би сме заедно во оваа работа, но ние се уште сме само туѓенци со тебе во ред. Затоа ќе ми биде мило ако не бидеме еден до друг, кога не е неопходно, значи само кога мораме. Не, Хирдушо, може да го земам клучот од собата? Секако дека можеш да Хазиран. Само имам една лоша вест за вас, може би е и добра, вие си знаете. Едната од вашите соби бев приморана да ја дадам на една муштерија. Поради тоа вечер мора да бидете во иста соба. Еве ти го Хазиран клучот, вака. А мене ми заврши работото време, ајде ве бакнувам. Добра ноќ. Во ред не е проблем за мене. Ти одмори се, многу се измори. Јас ќе најдам чаре. Ти си знаеш. Добре дојдовте. Која соба беше ваша? Број 14. 14. Имајте убав одмор. Ви благодарам.
Појраз. Хазиран? Што е, се случи нешто? Не смееш тука да спиеш. Добро. Како ќе кажеш? Штом тука си легнал, тогаш дојди во собата во ред. Освен тоа, зарем сакаш да те озборуваат гостите и вработените што спиеш на лежалка, што правиш? Кој ќе ме види во ова време? Нема никој. Не може. Јас не сакам во ред, дојди во собата. Зошто? Дојди во собата, Појраз. Ајде. Ти тука ќе легнеш. Ставив и граница, никако да не ја поминеш. Да не се разболе? Не. Лежев малку долу и изгледа настинав од ветрот. Ќе помине. Не, немам температура. Во ред. Сега одмори се добро, спи во ред, покри се добро. Јас ќе легнам да одморам. Утре треба од корен да се спасиме од неволјата тојгун. Знаеш дека нема да дозволам тој човек да му наштети на островот. Не тагувај. Појраз. Појраз, помогни ми. Хазиран? Појраз, помогни ми. Појраз, не ме напуштај. Хазиран? Појраз. Хазиран? Никогаш нема да те напуштам, Хазиран, никогаш. И да ме избркаш и да не ме сакаш, јас нема да те напуштам. Никогаш нема да те напуштам. Ти што правиш? Што правиш, а? Нели ти реков да не ја поминеш границата? Не, ова не е такво нешто. Сношти... Ти направив добро и ми се качи врз глава. Добро. Во право си, се извинувам. Ова беше само за ноќеска, во ред. Најди си друго место за сместување. Во ред.
Денес сите ќе дојдат во 11 ќе разговараме за тој, да знаеш. Каде се задржам? Многу сум гладен. Што каде се задржа? Зошто мене ме чекаш? Здрав си, машала, што не излезе да јадеш? Што ми купи? 2 кафења за број 4. Повелата? Ти кажав дека добро ќе ти биде ако работиш овде. Добро е што ти имам. И јас добро е што ти имам. Некој посебен ден е денес? Не, значи, ете, денес така ми дојде. Не е убава? Тебе не ти е удобно во ваква облека, затоа. И малку си се нашминкала. Не, ова не е ништо многу. Ти не се шминкаше за да не се размачкаш додека работиш. Нели? Буквално си отежнувам работата. Глупава сум. И онака не ми доликува. Значи јас не сум таква. И ти рече дека сум чудна. Ти секако си убава. Не ти треба ништо. Јас вака те запознав и вака те засакав. Не биди некој друг. Зарем не би сакал поженствена жена со друг став која зборува поинаку? Толку силно би те бакнал сега, ама имаш среќа што има муштерии. И јас силно ќе ти возвратав, ама имаш среќа што има муштерии. Ај тргни ги штиклите и биди мојата Мелиса. Ох бе, и онака нозете ме боле. И ние побаравме 2 кафиња. Веднаш сега.